Ново обвинителство по евентуалните предвремени избори за сузбивање на организираниот криминал и корупција и кое меѓу другото ќе ги доистражи прислушуваните материјали кои се во рацете на специјалното јавно обвинителство. Ова е еден од новите предлози на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски до власта. Мицковски денеска предложи премиерот Заев јавно да се откаже од договорот со Грција, потоа да се оди на избори, а после изборите да се формира ново јавно обвинителство кое според него ќе го замени СЈО и ќе ги доистражи прислушуваните разговори и, како што рече, сомнежите за криминал на оваа влада. Ниту сум условувал, ниту сум уценувал било кого, затоа што сите пратеници, исто како и владата, имаа должност да ја следат волјата на граѓаните, изразена на референдум. Референдумот е волјата на народот. Во таа насока, втората опција која ја нудам е господинот Зоран Заев веднаш да се откаже од договорот и потоа ајде на избори, па народот одлучи. При тоа, ВМРО-ДПМН после изборите ќе поддржи создавање на нова обвинителска институција за сузбивање на организираниот криминал и корупција, веднаш по завршување на работата на постојното политизирано специјално јавно обвинителство. ВМРО-ДПМН и натаму бара да се формира техничка влада најмалку студена пред изборите според Пржинскиот договор, да се избере нов јавен обвинител на предлог на опозицијата, како и да се формира посебна собраниска комисија која ќе ги испита и утврди одговорностите за злоупотребите, како што рече Мицковски, направени при референдумското изјаснување за договорот за името. За тоа има, почитувани граѓани, две опции. Првата веќе ја соопштив. Тоа се избори кои Зоран Заев ги најави, а ВМРО-ДПМН ги прифати. И за кои да се случат, мора да има техничка пржинска влада. Содржински иста онаква каква што има СДСМ и Зоран Заев пред изборите во 2016 година. Во врска со пресудата за поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и дали се точни шпекулациите дека некој од власта им нуди нешто на пратениците на ВМРО-ДПМН во замена за амнестија на Груевски, Мицковски не даде конкретен одговор. Истакна дека самиот факт што во јавноста постоел сомнеж дека некој од владата тргувал со правото и правдината, говорело дека во оваа држава ниту имало правда, така што не би го коментирал сето она што во моментов се случува во Македонија. Лидерот на опозицијата прашан што ако власта инсистира на избори по скратени рокови и дали ВМРО-ДПМН ќе учествува на такви избори, рече дека тоа што оваа влада сакала брзи избори, говорело само каква била нивната желба да останат и да продолжат, како што рече, да го плјачкаат народот, кратко укажувајќи уште еднаш дека е неопходно формирање на пржинска влада.